тема ни е еден настан кој што е поврзан со младите, а младите се основата на општеството, нели? Ним им останува она што ќе им го оставиме ние. Настанот е со наслов Среднолент и за прв пат се одржува во нашиот главен град. На оваа тема, ова утро имаме тројца гости, две дами и пиарот на настанот. Ние вака мажите нема да се нели најавуваме посебно. Марина Иванова од средното училиште, градско училиште Ѓорги Димитров, Емилија Величкова од средното градско училиште Јосип Броз Тито и Дарко Панчев Ски, пиарот на настанот Среднолент. Ќе почнеме со дамите. Што е Среднолент? Среднолент е еден предизвик на 5 скопски училишта. Морам да напоменам дека со огромна поддршка нели од институцијата град Скопје и универзална сала. И една огромна можност средношколците да го прикажат својот свет, наведом свет на безгрижност, свет на пријателство, свет на радост, но за сето тоа секогаш стои и она, не можам да речам темна страна, но она горлива тема, каде што средношколците се соочуваат со еден предизвик да побараат помош, која не можат секогаш да ја побараат дома, но ја бараат, например, од одредени професори. На некој начин и молкот многу често предизвикува на барање помош. Еве, мојата театарска представа се вика Апел за. Апелираме за да им обрнеме внимание на децата, токму поради она што го молчат. Среднолент представува една многу убава приказна, која што ја започнуваме оваа година со надежда дека ќе стане традиција. Опфаќа светот на културата, она каде што децата треба да го покажат својот талент, каде што треба да се представат како музичари, идни уметници. Во моментов им се дава голема шанса за документарен филм, значи понатаму можете да не прашате подетално за се, да разработиме, да оставам. Живееме во време во кое што имагинацијата кај децата да прават нешто, да создаваат, да креираат сами со своите две раце, се вели привидно дека е сведена на минимум, дека се зависни од вештачката интелигенција, дека се зависни од современите електронски апарати. Вистина ли е тоа? Очекувате ли она што треба да се представи, а тоа е музиката, танцот, ликовната уметност, драмската уметност, фотографијата и филмот, во вистинско светло децата да го представат на овој Среднолент? Велиме децата, ајде, младите, да не ги навредиме. Па, делумно ќе се согласам со тоа што го кажавте, меѓутоа и делумно не. Зошто? Заради тоа што затоа сме ние тука, нели? Наставниците, мотиваторите, оние кои што ги буткаат, ги туркаат, како велат постарите, ветер во грбот им даваат, за да се истакне сето она кое што е во нив потиснато. Дали интерес, дали нешто кое што го имаат како креативност, дали нешто кое што го имаат како талент. Вештачка интелигенција, да, сега во овој момент, нели, во подеме во сите сфери на живење, не можеме во уметноста да кажеме дека нели се истакнува таа вештачка интелигенција. Замислете си, на сцена излегуваат. Нема вештачка интелигенција на сцена. Има само талент, има креативност, има мотивација, има нешто кое што ги води, љубов која што ги води, значи да се представат самите. Па ќе дојдете, ќе видите, значи што значи ова што го зборувам, нели? Со задоволство ќе бидеме присутни да регистрираме што се она што ќе се случува на овој настан. Дарко, пиар на настанот, значи за техничкиот дел ќе разговараме, каде ќе се одржува, што ќе се случува на повеќе локации. Така, би сакала да се надоврзам малку кратко на твое прашање. Многу често, нели, во медиумите младите се представени како оние кои немаат иницијатива, образовниот систем е повеќето во негативен контекст, и кога дојде професорката Марина со професорот Оливер како иницијатива за да се покажат способностите, првата наша идеја беше конечно да им дадеме на младите шанса да прикажат што друго освен она што се пласира може да го прават. Така ствари изгледа оваа цела идеја за Среднолент. Среднолент ќе се одржува на 4 локации. Тоа е плоштадот Македонија, културно-информативниот центар Скопје,
како дел од културно-информативниот центар и салонот 1919 ќе се користи и кино Фросина во склоп на МКЦ. На сите овие 4 и школка последното. Парк, да. Така, финалето е на школка. Во културно-информативниот центар ќе биде поставена изложба на слики од учениците од овие 5 средни училишта. Ќе има фотографии од универзална сала во пресрет на идната година слави универзалната сала 60 години, фотографии да се пресетиме како било, што се случувало низ годините. Во салона 1919 ќе се прикажат театарските представи од сите 5 училишта. Во киното Фросина ќе се прикажат документарни филмови за Скопје кои се креирани од овие средношколци и завршниот настан на 6 ќе биде на школка каде што ќе ги собереме сите улични музичари, учесниците во флешмобот, во представите. Децата од представите, дополнително ќе имаме и стендап комедија од децата, се на све ќе го прикажеме повеќе сегменти од уметноста. Флешмобот го чекаме, дрон задолжително да имате за да се види така како што треба. Марина, вие сте наставник, вие сте дел од образовниот процес кој што ја подготвува еднината на општеството, кој што ги подготвува едните столбови на едно општествено живење. Ве боли ли кога ќе кажат, кога ќе се пласира информација дека модерните генерации се пасивни, дека се неинвентивни, дека се неприсутни, дека мислат на нешто друго, мислат на се освен образованието? Навистина ли е така? Какви се денешните деца, средношколците? Не, децата не се пасивни, децата се активни. Доаѓа ситуација дека ние стануваме пасивни кон нив, ова е нова генерација, со сосема нов принцип на учење и ние како наставници, како педагози треба да се прилагодиме на новото време. Значи не може дете кому му е достапна информација со еден клик да ги учи сите податоци на памет. Значи тоа време треба да го заборавиме. Значи сега им даваме друга, ние се прилагодуваме кон нови техники. Значи не може само да го научи текстот на памет, кога тој може да го прочита, додека тој го учи на памет една страна, колку може, тој може да отвори, да направи добро истражување на многу различни извори, да направи одличен проект, читајќи го сето тоа, тој усвојува нови податоци, нови сознанија од многу линкови достапни, значи од интернетот, така да ние треба како наставници, не се децата пасивни, напротив, треба да им дадеме шанса. Пасивни се децата со пасивни наставници. Доколку само следиме образование, а не излегуваме од рамките надвор од теоријата, како што ние сега направивме, излеговме надвор од рамките на теоријата, бидејќи конкретно по мојот предмет, македонски јазик и литература, онаа теорија што ја учиме за драма, по основата на Аристотел, значи сега тие ја имаат да ја прикажат на сцена. Не секогаш, значи, смешното е смешно и не секогаш трагичното мора да биде трагично. Со тоа што на овој начин не само што креираме знаење, туку креираме и личности. Бидејќи многу деца она што најчесто опфаќам теми кои што се горливи општествени и соработувам со ученици каде што гледам дека има некој проблем, но секи го детето на сцена не само што го надминува проблемот, туку прикажува на општеството дека да, треба да излеземе од рамките, помогнете ни да излезе онакако катарзата преку театарот. Чеве ние како наставници по македонски јазик и литература. А замислете сега колку е моќен Среднолент, светот на средношколецот, каде што ќе излезе преку музика, ќе излезе преку танц, ќе излезе преку создавање свое креативно дело, преку филм, каде што тој дава импресија на градот Скопје. Темата ни е Скопје. Бидејќи град Скопје нели е позадината, универзална страна е позадината и сето тоа, мислам дека крајот кога ќе излезе со снимка, еве дронот што ќе го покажете, ќе видите каква е таа енергија кога ќе го пуштите средношколецот да се искаже себе си. Емилија, доаѓате од училиште кое што котира мощне високо меѓу децата, меѓу младите, меѓу оние кои што сакаат да се запишат во средните училишта во Скопје. Нема лошо училиште, не постои такво нешто, меѓутоа, ете, Јосип Брз Тито се истакнува при врвот, сите се впрочем такви училишта кои што учествуваат во овој проект. Како реагираат младите кои што се запишуваат таму, кои што себе си се сметаат за авангарда, предпоставувам, така беше низ годините, така би требало да и сега и дури уште повеќе поизразено да биде. Како реагираа на тоа кога им соопштивте дека ќе има еден ваков настан и дека ќе треба да работат на овие теми и да се представат себе си и своето училиште? Како што рековте, а и ќе се надоврзам на мојата колешка, значи,
особено се истакнуваат ученици кои што се интровертни. Навидум, да, пасивни, интровертни, навидум, особено во вакви настани кои што се вон училишни настани, каде што може да прикажат својата креација и каде што може да го прикажат сето она кое што е притаено во нив. Настапите кои што ќе бидат, ќе ги забележите и учениците кои што, како што велите вие, потеклото, да речеме, име од можеби од познати музички фамилии, можеби од познати уметнички фамилии, меѓутоа не ги делиме учениците, нели така? Нормално дека ги мотивираме сите, за да можат да се истакнат и оние кои што немаат кој да ги турка, особено нашата, нели, мотиваторска задача, педагошка задача е таа. Ќе забележиме голем број на ученици кои што само иницијативно дојдоа, се пријавија, дури особено на часовите се толку многу повлечени, ништо не зборуваат, дури се изненадив. Толпа деца, толпа ученици, после овие 4 години кои што ги изминавме, нели, најназад, да не го навраќам времето, меѓутоа сепак не е на одмет да се напомене дека бевме, нели, изолирани од мноштво случувања, од реалноста, да. Овие ученици мене ме мотивираа. Во холот на гимназијата се собраа толпа ученици, без разлика од кое годиште се, без разлика од која националност, со оглед на тоа што кај нас, нели, во училиштето знаете дека има и македонски и турски паралелки. Значи, ова беше нешто кое што навистина мене ме мотивираше, а и другите наставници нормално, но и мене ме мотивираше повторно да се надоврзам на она кое што е мојот повик, освен училницата, нели, да ги извадиме и надвор учениците, затоа што тука се реализираат преку други активности и преку мноштво други нешта кои што тие ги поседуваат. А тоа е многу убаво да се види. Сето тоа кое што ќе го забележиме на сите овие случувања кои што ќе бидат, значи, како што каже и Дарко, како што каже и Марина, ние сме поттикнати, сакаме да го продолжиме сето ова, особено да вклучиме и други училишта, зошто само, нели, ние 5, нели, да не бидеме само ние 5 нормално, да се вклучат и други училишта и да се направи, нели, многу поголем настан од овој веќе следната година. Ова е прво нешто, да се надеваме дека ќе продолжиме во поголем обем. Да се надеваме, да, затоа што работите со возрастна категорија која што се уште горе-долу има чисти души, која што се уште не е зафатена од она што се случува, нели, во општеството, од сите тие матни води низ кои што ќе треба понатаму да пливаат во животот, и извадете го недоброто од нив. Имате прилика, да покажете ни, да. Чистите души да останат. Да останат такви какви што се и какви што треба да бидат. Да, и вредностите да ги остават. Дарко, мотивација за наставниците, за професорите, за даскалите, се озарените очи на младите кои што сакаат да покажат што знаат, што умеат и како творат. Каков е предизвикот за организаторот, за оној кој што го организира техничкиот дел? Ќе бидат ли условите на ниво на какво што треба да бидат и очекувате ли вие нешто да се случи конкретно што вас ќе ве импонира на овој настан? Посветени сме на овој настан исто како другите настани кои ги прави Универзална сала, тоа се Бела ноќ и Скопје Лајт фестивал, на највисоко професионално ниво, децата без разлика на нивната возраст и професионалност, ние кон нив се поставуваме баш исто како што се поставуваме према други актери професионални, музичари и сликари. Воопшто стратегијата за овој настан е преку овој настан градот Скопје да го валоризира трудот на средношколците, но и да ги поттикне средношколците да продолжат во некои од овие сфери, а Среднолент да биде настан каде што ќе доаѓаат продуценти, ќе доаѓаат театарски режисери, кастинг менаџери, ќе го видат средношколецот, да им биде првиот место за промоција, за себе промоција на овие средношколци, а понатаму да бидат ангажирани за тоа да го продолжат и професионално да го работат. Мислам дека генерално се работи за еден нов проект што на градот може да му донесе само позитивни работи во областа на културата. Среднолент, според она што го прочитавме и според тоа што вие го представивте ова утро, ќе биде своевиден
all-star, своевиден драфт во спортски жаргон на едни таленти, музика, танц, ликовна уметност, драмска уметност, фотографија, филм, тоа се најсуптилните делови од културата на еден народ. Очекувате ли тука да се појават идните носители на овие сфери во животот во тука Македонија? Тие мора да не може се да биде средношколецот да биде секојаш средношколец. Ке ви изненади што прават. Ние денеска, например, во Георги Димитров имаме пробна свирка. Бендовите се подготвени, значи со трема, кога сега е генерална проба. Поентата е дека дури им дадовме задача да подготват македонски евергрини од оној Скопски фестивал, затоа што децата се нова генерација за која што тоа кричат, ама некој знае, поучен од дома, но некој не ги знае тие песни. Изненадени се колку се добри, колку е тоа на едно високо ниво музика, професионално, значи звукот што го слушаат, па сега сакаат да го примерат во некој нов ритам, значи секако тоа станува. Инаку тука станува збор за уметности, кои што исто еден доказ дека младите, доколку им понудите нешто што е шунт и кич, ќе го прифатат сето тоа. Но има една група, знаете како ако порано сите беа рокери, сега многу малку се рокери. И сега тука станува збор, ние им даваме шанса на овие деца сега што се помалку да им покажат на другите дека не. Дека во едно не во минатото, туку иднината секако дека е во квалитетот. И работат и на филм, и на театар, многу се сериозни, многу би сакале се да покриете, да представиме. Тие навидум се мали, значи ние велиме мали сте за некои сериозни работи, но многу се сериозни во работата. Сами се изненадуваме од тоа. Колку се сериозни во својата работа. Се раѓаат со завршени факултети, само не сакаме да си признаеме. Да. Токму така. А колку е убаво чувството кога ќе ги видите, кога ќе созреат веќе, кога ќе бидат на некое место и кога ќе си кажете, леле, јас на ова дете му предавав, јас ова дете го мотивирав, можеби, или пак ќе добиете таква некоја порака. Имаме актери завршени на ФДО, музичари, значи денеска што се многу актуелни во моментов, собираат огромна публика, а до пред само 4 години биле кај нас во тука во клупите, Имаат ли можност да излезат од рамката на уметничкото дело кое што треба да го представат? Имаат ли можност да го адаптираат на денешно време, на своето јас? Дозволено ли им е да пливаат како што тие замислуваат? Нормално дека е дозволено. Ако има граници, не би биле тие уметници, нели? Нормално дека е дозволено. Еве, изминативе години сме работеле пример, представи, бидејќи ние сега со представите сме нели актуелни, нели од наши познати писатели. Меѓутоа адаптирани на ова денешно модерно време. Сакаат, мораат, самите сакаат. Професорке, не сакаме пцовки да има, меѓутоа да има нешто кое што е јазичен израз наш денешен. Нормално дека е дозволено. Реагираат позитивно, се разбира, на слободата што добиваат. Премногу позитивно реагираат. И тука е таа наша мотиваторска, но и нормално дека мораме нели да регулираме се до каде смееме да одиме. Граница мора да има. Граница мора да има. Град Скопје преку универзална сала, преку вас како технички лица, Дарково, предпоставувам дека ќе даде се од себе настанот да помине, како што кажавме, во најдобар ред, да добие една димензија каква што ја заслужува. Обично, креаторите на некој настан, уште додека трае настанот, веќе се насочени кон размислувања како тоа ќе се одвива следната година, следните години, дај Боже, децении да трае, па насочени ли сте во тој правец? Па да, реално, како што кажав... Сега ги согледувате оние, да не речам аномалии, меѓутоа детски болести кои што се нормални за една премиера на каков било настан. Да. Така, од моментот кога дојдоа професорката и професорот Оливер, верувавме во проектот, али не го очекувавме тој одзив, таа посветеност на наставниците и колку тоа децата ќе сакаат да го прифатат како начин за пополнување, односно изразување на своите способности. Кога го видовме овој прв дел, одма почнавме да креираме таа 5-годишна стратегија, каде сакаме да го видиме овој настан за 5 години, да се надоврзам на претходниот муабет, што ти го кажав, гледаме настанот да го позиционираме да биде главен промотор на средношколците од Скопје пред сите оние институции кои треба понатаму да ги ангажира, дали се тоа факултети, продуценти, како што кажав. Се надевам дека следната година ќе излеземе од оваа рамка на 5 училишта. Да ги спомнам, тие училишта се Ради Јовчевски Корчагин, Јосип Брос Тито, Никола Карев, Орце Николов и Георги Димитров.
Се надевам дека наредната година ќе приклучиме уште повеќе училишта од градот Скопје и овој настан ќе стане самоодржлив и многу луѓе ќе почнат да го поддржуваат овој настан. Нема само градот Скопје да застане за него. Отворена за сите, предпоставувам, Отворена кои за што сите, сакаат да дојдат. секој што сака да ги посети, ќе биде програмата објавена во текот на денешниот ден на социјалните медиуми на Универзална сала или на univerzalnasala.com.mk. Почнавме со дамите, ќе завршиме со дамите, наставнички и професорки по македонски јазик, да им испратиме порака на младите пред да почне настанот. Двете сакате, посебно сакате заеднички, да. Да им испратиме порака на младите. Јас секогаш велам, изразувајте се, творете, креирајте, но правете го сето тоа на свој собствен начин. Никогаш не имитирајте друг, затоа што секој е личност за себе. Секоја личност за себе мора да си го даде и го има своето место во светот нормално. Она кое што може да излезе од нив, треба да биде поддржано. Она кое што го сакаат и го целат, треба да го достигнат. Целта кога ќе си ја постават е поставена и треба да ја достигнат. Зашто и да е во животот, нели? Па дури и за некои вакви настани кои што не се на часовите, туку се вон часовите, а мене тоа многу ме радува. Тоа се настани од животот. Да.